представници на општинската администрација, јавните предпријатија и установи во општина Куманово, представници на медиумите, и отворам 38-та, ке молам за внимание, благодарам, 38-та седница на Советот на општина Куманово, која што се одржува денеска на 15 јуни 2015 година со почеток од 10 часот и 15 минути. Како што претходно е договорено за денешната седница на Советот, имаме една единствена точка од дневниот ред, а тоа е согласно Деловникот за работа на Советот, точката советнички прашања. Истиот дневен ред го ставаме изјаснување, ќе молам да се произнесеме по ред. Ви благодарам, купно се произнесоа 24 советници, едногласно за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Пред да поминеме по работа на дневниот ред, му предлагам на Советот да донесе одлука со која што советниците на оваа седница ќе имаат право, ќе ве молам за внимание, ви благодарам особено на присутните, ќе имаат право да постават две советнички прашања во усмена форма и две советнички прашања во писмена форма. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема, затварам расправата, и молам да се произнесеме по предлог. Поведете. Ви благодарам, купно се произнесоа 23 советници, едногласно за, предлогот е усвоен, што значи дека секој советник кој што ќе се пријави за советнички прашања ќе има право да постави две прашања во усмена форма и две прашања во писмена форма. Ве молам, почитувани советници, да се пријавите по редослед на пријавување, значи Борислав Додевски, Лешката Злата е број 2, Скендер Алиев 3, Колешката Захариева 4, Колешката Валентина 5, колегата Ашмет Османовски 6, Ивана Арсениевска 7, Христина Кринович 8, колегата Драган Петковски 9, колегата Мирислав 10, Петковски Тони 11. Дали имаме други пријави? Јас се пријавам. Добре, за сега 12 колеги советници се пријавија да постават советничко прашање. Одиме по редослед на пријавување. Колегата Борислав Додевски има слово. Благодарам, председателе. Поздрав до градначалникот, советници, јавна администрација, медиуми и директори сите присутни. Овие две прашања ги поставам неколку пати на седницата на советнички прашања, а сега поново ги сакам да прашам градоначалникот. Со консултација претходно со помошниот сектор се договарахме, но ништо тоа не излезе. Кога ќе се искрпат дупките на улицата Божидар Мицковиќ и Страшко Арсов, тоа е број 1, пошто имаше една интервенција во дождливите временски услови кога беа, тоа со еден век колица, да кажем, песак, први во тие дупки, ама пошто беше така времето, за еден ден тоа се исправи наводно, чи поново дупки. Таа улица и улици што не немат ни тротоари, немат ништо и луѓето не едат како да пројдат од самите улици. Тоа е едно прашање. И второто прашање,
кога ќе се постават таблите за именување на улици. Сега не знаеме која улица, од каде почна, од централното градско подруčje, да, има нешто, али од урбаните и регионалните страни не знаеме каде почнува улица, каде завршува и како се вика. Ние Кумановци не може да се ставаме, а камо ли да дојде некој од страна по некој едно време да не се знае. Благодарам. Ви благодарам и на вас, поведете градоначалник, да се одговори. Добар ден на сите, почитувани председател, советници, представници на администрацијата, медиуми. Значи, ова е традиционално седмица и днешниот ред. Значи, првото прашање за улиците за Крпиња Брки не е само Междувидно и Сташко Расов, имаме поголем број на улици за поголемна интервенција. Ние пред неколку месеци разговараме на оваа тема, се заврши промена што беше заостаната од 2014 година. Денеска во 3,5 сати имаме електронско надавање, после долготрајни и исцрпни преговори со Советот за јавни набавки, бидејќи ова е една ситуација каде новиот закон за јавни набавки, Советот е тој кој ни дава упатствија, ги враќа тие предлози и така натаму. Добриме одговор за после неколку апликации и завршено е отварање на тендерот, денеска е електронско надавање, се надевам дека после тоа ќе имаме подпишен договор за 7 дена ќе се отпушта со реконструкција на поголем број на улици. Сакам да јавам, мислам на моје задоволство, успеавме да добиеме квалитетни понуди за 24 милиона денара отприлike, тоа е првична, или 25 милиона отприлike, со некои услови уставе, бидејќи надавањето сигурно ќе биде негативно, бидејќи таква е процедурата. И се надевам дека за овој габарит на средства предвидели ќе имаме огромен број на улици, комплетна реконструкција на цели позиции платна, не само крпење, теку на одржување, него санирање на големи слои на поголем број на улици. Се надевам дека ќе имаме на обсек на 25-6 километра позиции за реконструкција. На што е една третина од вкупниот габарит ќе може да биде заштитен. Така се надевам дека до август месец, за август септември, ќе имаме една по-обилна реконструкција на улиците. Заклучно, значи, со 2015 година ќе имаме малку подобрување на патната инфраструктура. Причините ви ги кажам што се потешко беше усогласување со Советот за јавни набавки. Тоа е генералниот проблем за многу тендери. Натаму ще трашање сигурно дека тоа ќе биде отворено и со други позиции. Ние имаме позиција осветлување, да кажам, каде имаме трети месец да добиваме согласност. Еднашка оваа сугестија, второ пат е контрадикторна на таа сугестија, па трета сугестија. Ние имаме сега среќа промена на закон, после 3 негативни мишлења, третото беше ќе биде со сугестија по која ние ќе мора да објавуваме, така да и на кондиција ќе ги фатиме, предпоставувам, после 3 месеци ќе имаме право да објавиме тендер и тоа ќе има некаква процедура, меѓутоа се надевам дека ќе имаме успех на крај. Второто прашање околу таблите, една тема која не е нова. Знам дека таа работа е исто така важна, како и сите останати, меѓутоа во оваа состојба во која се наоѓа општината во една тешка финансиска криза, со сите проблеми кои ги многу пати набројуваме тука, овој дел го ставаме малку по за покасно решавање, приоритетите се во друга насока, така да ова прашање е неколку пати отворено, меѓутоа не од тоа што нема желба локална самоуправа, приоритетите секоја се некои нови и примарни, така да се надевам дека оваа година ќе се отпочне со поставување на табли, зависно од тоа што ќе биде капацитетот на општината финансиски. Знам дека има доста отворени прашања, меѓу кои ова е едно од тие прашања, меѓутоа некогаш кога бираш измеѓу неколку приоритета, му даваш приоритет на онаа што е поургентно
И така настапуваме, бидејќи знаете по каква состојба. Особено сега сакам да истакнам, бидејќи се најдуват и нови прашања понатаму, после ова политичка криза во Република Македонија, значи за трети месец, инпутот од страна полњето на буџетот е драстично намалено. Како опозиција сакам само да ви информирам дека во последните 2 месеца имаме дефицит на месечно ниво од 10 до 15 милиона на месечно ниво помалку приливи, што и текако влијаат на другите во однос на реализирање на развојната програма и приоритетите во реализација на развојната програма. Ми благодарам и на вас, градоначалник. Дали советникот е задоволен за да говорим, ви благодарам. Следен пријавен е колешката Злата Божиновска. Поведете, колешка. Благодарам, председател, поздрав до градоначалникот и сите присутни во салата. Јас имам 2 кратки прашања. Првото е, никаде во градот нема обележени пешачки премини. Не се познава. Децата ги учиме да поминуваат на пешачките премини. За жал, тие не знаат што е тоа пешачки премин, зебрите не ги видат, затоа што никаде во градот не се обележени. Тоа е првото прашање. А второто, граѓаните од населбата Карпош прашуваат за каналот за атмосферската вода, им било обеќано да се исчисти, а уште не бил исчистен. За населбата Карпош, каналот за атмосферската вода. Ви благодарам, колешка. Поведете, градоначалник. Ви молам, колешки микрофон, благодарам, поведете. Најчесто одговор на овие прашања, јас ги предупредив по првот одговор. Ќе биде тако, како што и ги спомнав. Имаме распишувани со тендер, кој сега постапка за хоризонтална сигнализација. После 3,5 месеца преписки со Советот, каде 2 пати ми го врати апликацијата, први пат ни кажа дека зошто сме ставиле, сега парадоксално ги присуствували, сакам да ги презентирам, зашто ТД образец може да биде и фирма поединец. Ние тоа го вратиме назад, објавиме по насоките на Советот и сега тоа го објавиме назад, ние на фирма не сакаше више се пријави, бидејќи во таква конкуренција, сега имаме отворен тендер, завршена постапка, немаме пријавени ни една фирма за хоризонтална сигнализација, бидејќи тоа индиректно не доведе во ситуација да тие фирми кои се бават професионално со овој проблем на оваков бизарен конкурс објавен, не сака да учествуваат. Не можеме да идеме со непосредна спогодба, треба уште еден тендер да распишеме, а после идеме со непосредна спогодба, значи ни се одобрекува работата. Меѓутоа, сметам дека во овој момент ние не сме ги спремни за хоризонтална сигнализација, бидејќи се надевам за 15 дена кога ќе отпочне обсечна реконструкција на големиот строј, да ќе кажам за габаритот на работите. Се надевам дека така ќе биде предвидено и договорот да работите бидат изведени за 45 дена, како отприлike е нашата намера, да таа фирма што ќе ги земе овие позиции ги затвори за 45 дена, тогаш ќе имаме и реална основа за хоризонтална сигнализација. Се надевам до тогаш дека ќе ги искористиме овие можности за непосредна спогодба да донеме со некоја фирма, бидејќи еве оние фирми кои до сега работеа на хоризонтална сигнализација, сега не се пријавија, не знам која е причината. Најверојатно, бидејќи во самата најава објава на јавниот тендер, ова условите што ни ги дадува комисијата асоцираат тоа фирма поединец, значи тука се ствара нелојална конкуренција, тие се одлично внесени данъчни облаги играат со пониски цени, така да добиеме една конфузија во сегментот. И еве се надевам дека ќе успееме на третиот повик да добиеме некој преговорач да направиме договор. Што се десува за пеналот за
Насома Карко, што е канал за посредственост од долу, кој функционира во некаква си форма како што е затечена на дами ведења. Се обидуваме да го чистиме пред неколку години на овој подестрана бара. Меѓутоа, овдека проблемот, генерален проблем на тој канал е што во текот на тој канал, кој они мисли за Каркуша, продолжува низ Игор Тришковиќ, низ Лјушка Чешпа и они натаму на кај Пупови тamo трла, нешто така да се движи по некој природен ток, е на неколку места прекина, односно узурпиран од некои собственици, така да ток на тој канал е затворен на многу нивоа успата. Така да, каква била интервенција во нареден период, нема да даде одговор, бидејќи дефинитивно тука имаме некоја брана од токот природен канал и мислам дека во нареден период ќе имаме сериозни проблеми ако имаме обилни боројни дождови и тоа е едно системско прашање кое треба во нареден период да се разгледува, бидејќи мислам дека има голем број узурпации на тој дел, со тоа што тие собственици вика дека тоа е нивна собственост и така натаму. И тука ќе имаме една позиција каде во нареден период треба да се дискутира за како ќе го решаваме, треба експропријација, да отвара, но не е едноставно прашање. Сакам да ви информирам дека имаме малку по-озбилен проблем околу мостот кој е на улица 100. Сега моментално се прави проектна документација за санација, односно проширување на потеп. Проектна документација која ќе даде на нас проценка во тоа вредност на проектот. И потоа идеме со промена на развојна програма, буџетска поддршка и изградба на тој дел, бидејќи тука имаме тесно прво, имаме проблем со пешаците, имаме проблем со стабилноста на мостот. Воедно, кога ќе се отвори тој процес да го тендерска поставка за тој објект, мислам дека уедно ќе направиме и проширување на тој дел од каналната светска мрежа, може да се каже, тоа е толку функционира така како функционира. Меѓутоа напомнам дека тука нема радикално решение целосно, него тука има само едно парцелно решение кое како да е не може да биде до крај изведено, бидејќи знаете на ниво Лјушка Чешпа, тамо кај овие што се бајдот, баба, што се вика Такларица, Попове има узурпирано, односно има блокирано проток на каналот, што мислам дека права сериозни потешкоти во имплементација на овој. Ви благодарам, началник. Дали колешката е задоволна? Благодарам. И во име на третиот пријавен, колегата Скендер Ливојич. Faleminderit zotit kryesues, përshëndetje zotëtar, kolegë të nderuar, jam të zotëri të komisionit. Unë kam dy pyetje sot. Njëra ka të bëjë me punat që ndërprej në parkun e qytetit. Dua të di arsye pse, sepse të gjithë jemi dëshmitar të asaj se u prejnë ato drumt atje, filloi aktivizimi nga ana e marrës publike Pastrim Gjergjini dhe aktivitet tjetër nuk ka. Duhet të di sepse edhe qytetarët janë të interesuar për ato. Ju e dini rëndësinë edhe vetë qytetin e Fumanovës. Zotë kryetar, kisha dëshiruar që të lidhim saktësisht sepse nuk vazhdojnë punimet për rregullimin e parkut apo rekonstruimin e parkut të qytetit. Pyetja e dytë ka të bëjë rreth çerdhjes të stadiumit të qytetit. Unë mendoj se edhe në programet dhe në buxhet janë paraparë mjete për rritjen e kapaciteteve atje, sepse është nevojë vetë qytetarëve. E dini se
Shumë qytetarë janë të interesuar se janë të konsuar ka nevojë që fëmijët i dërgojnë në atë qelë. Dhe pyes kryetaren apo shërbimin profesional këtu në komunë, deri ku kanë arritur që fillojë ndërtimi i atyre klasa apo atyre objekte të shtresë, është i parapamat i fëmijëve. Ви благодарам на вас, почитан колега. Dobro, znači, jaz Oglaškog park mislim da je kako nakažao ESA-ovnog programa napravljena prviša intervencija za sjećanje ono što je čistanje temeljna rabota na javnosti kada je posle može da kaže direktora tuka. Ono što se vika delo komunalnog oprema je сега во процес на разпишување на теретска поставка. Значи, говоримо за комунална оprema, тоа треба да имаме исто обдава преко комунал патник, исто така околу изградба на нова светлосна инфраструктура, значи поставување на повеќе канделабри кои ќе ги зацетаме и реконструкција на патната, односно патеките кои исто така се доста оштетени, можеме да ги калкулираме, има некоја тековно одржување, бидејќи имаме некоја инфраструктура асфалтна, која е доста уништена, некоја треба да се доизгради. Значи, се основата за динамиката е во средствата, како што кажам, дека имаме некои приоритети од размери лични, знаете, имаме и други позиции во градот кои се као приоритети и после конфликтите од мај месец на примарна листа, кога мислам дека ќе го заставиме со овој објект, али се надевам оваа година дека ќе имаме некоја ефектива во таа позиција. Значи, имаме, кажем, теглеска поставка за комунална оprema, за осветување треба да се направи тендер исто така према една статична светлосна инфраструктура, се завршило тендерот за препреки, односно ние можете имаме да ги реконструира. Обстатниот дел што се вика зелена површина е во домен на одржување на зелени цветни површини со програма на јавно предпријатие, која ќе се надоврзе на овие активности кои ќе бидат сигурни со нас. Што се однесува на детската градинка, сакам да истакнам на моје задоволство, службата успеа администрацијата да преку UNDP да добиеме една програма која ќе биде изградена на детска градинка на улица Сташко Симонов, до детскиот диспансерот за ДНЦ, односно до бившиот 1 мај, каде имаме по план правиме проект документација за 600 квадрати надградба на детска градинка, каде имаме можност за учување на поголем број сместувачки капацитети за деца. Значи, тоа е првиот проект кој ќе имплементираме. Овој што е кај спортската зала, односно кај спортскиот стадион, ќе го ставиме како втора позиција на нашата агенда. Значи, прво ќе почнеме со овој проект. Преко UNDP, преко Светска банка имаме неколку проекти, реконструкција на училиште, имаме две реконструкции, преко МЦВС имаме исто така една реконструкција на училиште, исто така во Черкезе. Така да имаме една проектна ангажирана структура која успеа неколку посетни проекти во реконструкција на училишта, пред се санитарни јазди, енергетска ефикасност, еве и градинката е дел од таа наша активност, тоа не е малко, има 600 квадрати, имаме зголемување на капацитет и можност за проширување на примање на овие деца кои некако има потребно во овие команда. Ви благодарам, градоначалник, дали колегата е задоволен со одговорите? Благодарам. Следен пријавен е колешката Снежана Захариева. Благодарам, председатели, почитувани колеги советници, представници на локална администрација и медиуми. Значи имам две прашања.
Првото се однесува на светлосната сигнализација на булевар Октомврска револуција, значи семафорите спроти жмара, кои што се неодамна поставени, меѓутоа истите се уште не функционираат. Како што знаеме, инциденцијата на сообраќајни незгоди е најголема баш во летните месеци и тоа во периодот од месец јуни до октомври. Сметам дека една превенција за да се намали тој број на сообраќајни незгоди на оваа фреквентна сообраќајница би било и тој да што поскоро истите бидат пуштени во употреба. Второто моје прашање всушност едно укажување на еден акутен проблем се однесува на осветлувањето на градскиот кеј. Бидејќи често минувам таму, ќе кажам дека досега тоа беше солидно, меѓутоа викендов буквално секоја трета светилка светеше, така да сите оние минувачи кои спас од летните горештини побара на градскиот кеј, тоа најмногу родители со мали деца, постари наши сограѓани беа буквално принудени да користат светло од мобилен телефон за да не газат по свежо искосените тревни површини на кејот. Така да апелирам да и ова што поскоро се реши. Благодарам. И благодарам и на вас. Овака, значи, светлосна сигнализација на улица Октомврска револуција денеска ќе биде пуштена. Во пробна употреба само тркачи. Имаме проблем со тоа што имаме електрично напајање. Проблемот беше тоа што иста се ќе повтора, а тоа ќе се реши на второто прашање. После 3 месеца, поново трети пат се вратиме од сод. И секогаш гласање 2-1 или 3-2. 20 ни дава согласност, третиот не ни дава ова. Значи, на секој образложување, ја не може да сватам како е тој совет за јавни работи, каде секогаш имаме за ремонтно прегласување 3-2. Зависно од големината на набавката, или 2-1, ако не ме постои. Не постои кој не е вратен, нема препарат. Сега, тука мислам дека е директорот на јавната предпријатие партија, он ми вети дека ќе заведе управен спор со државата за овие изживувања на ова, значи ние не може да направиме набавка на жари, односно изведуваш за сервисирање, одржување и изградба. Бидејќи таа е делегирана надежност на јавното предпријатие и комунално предпријатие. Затоа не можеме 2 месеци да ја приклучиме електричната енергија до семафорите. Па сега, тражеме донации во определени фирми. Да, еден копа без пари, друг да купиме само кабел, како у партизанско време, значи дефинитивно сме исправени пред една ситуација да импровизираме. Верувајте, имаме сериозни пречки околу. Да не спомнам дека година дена не добиваме согласност за набавка во јавно предпријатие Чистоќа. Сега што извади го ова технологички обисти. Добре. Внимание ќе го зимате пред изборот. Значи, да не спомнам дека ова имаме проблеми со јавно Чистоќа, не знам по кој пат. Мерено ситно домашно, турско, македонско, бугарско, не знам овака, газирани, безалкохолни газирани, како да произведуваме пиво или вода и не може да го пуштиме ни кејот, пиво. Значи имаме сериозни проблеми, ја да се кажува. И не знам како да се справиме. Чешто више за воля на вистината, ќе ги подсетам тука со редиците, дека градоначалници од Источна Македонија има некаква средба во која изразија револ за однесување на тој совет за јавна работа. Значи, тоа е генерален проблем на многу голем процент на управи, а кај нас е тоа драстично. Затоа ја да ги покажам сите одговори, ќе се смеете, зашто сме пратени по трети пат и затоа ќе заведеме углавна поставка. Имаме сериозен проблем, не може да промениме светлина. Ако е тоа стратегија да се покаже колку сме ние неписмени, неспособни, не знаеме да работиме, тоа е нешто друго. Меѓутоа, ние имаме сериозна потреба, граѓаните од нас очекуваат да, а ние не можеме да градиме ниједна светилка више, заради тоа што не може да одиеме. Сега се надеваме дека новиот закон, кој стапува од мај месец на снага, ама поново 3 цикуса треба, после 2 негативни мишлења, третото со сугестија може да отвориме и се надевам дека тоа ќе ни даде некој пут. Што се однесува до второто прашање, исто ви одговорам, значи вие у моментот не можеме да промениме ни една
седмица. Тука не знам директорот не е тука да ми даде образложувањето. Во првата сугестија ми е дадена сметница. Таа сметница сме имплементирали во втората апликација, но втората не враќа поново на првата. И тоа е нешто, значи, а они ги беѓат комисиите, имат некои три таму, не знам како е. И прават еки трите, еве тоа, имаме проблем со меѓарите, имаме проблем со вашата перцепција и тоа мора на некој начин да се регулира, се надевам на доброто законско решение кое ќе биде повикана околу овој дел на проблемите за Советот на ЕВН. Ви благодарам, градоначалник. Дали колешката е задоволна со одговорите? Задоволна и уште позадоволна ќе бидам кога ќе допред овие сугестии до надлежните институции и проблемите ќе се решат. Ви благодарам. Одиме пет приемане со содржински прашања, колешката Валентина Романовска. Можете, колешка. Благодаря, председателя, поздравя градоначалника на нашата команда. Моето прво прашање се однесува од областта на култура. Сакала да прашам дали оваа околина ќе има кумановско културно Се лето. извинувам. Биле замолил сите за внимание и да внимаваме на однесувањето на седмици на Советот, тоа важи за сите присутни во салата. Не можам да го задржи на нивото. Благодарам. Povedете. Благодаря. Ќе повторам. Ќе прашувам дали оваа лето ќе има кумановско културно лето, дали е направена програма и кога започнува тоа ако има. А второто прашање се однесува за еден ваш капитален проект што беше во 2013 година во кампања на локалните избори, а се однесува за централно градско подрачје, за Чоробенско чорше. Кога ќе настане Чоробенско чорше современ административен центар? Благодарам. Ви благодарам и на вас. Povedете, градоначалник. Јас сакам да одговорам на прашање, има тука, мислам дека и тука од културата, проектот на овој началникот, оствари заменик началникот тука, јас не се обидам да одговорам. Значи, кумановското културно лето ќе доживее судбината како и некои развојни проекти во општината. Сакам да истакнам дека јас нема да потенцирам изјавата немаме за ред, па трошиме за шоколадо. Ние во овој момент стварно немаме за ред, имаме сериозен проблем со прихода од страна на буџетот. Меѓутоа, ќе купиме да мали шоколади животинско царство, така, сатирично сакам да кажам. Ќе го редуцираме културното доживување ова лето во Куманово, или причини, нели? Ќе има неколку манифестации кои се усогласени со идентитетот на етничките состави во Куманово, со потребите од различноста на културното живење во Куманово и се она што Куманово во минато го подлежуваше во она што и беше добиена како заслуга како град на култура 2012 година во Барс, како признање. Значи, не би сакале тие успеси кои ги постигна овој сектор да ги делогираме, меѓутоа сигурно ќе редуцираме проста, дали ќе ги спуштиме на многу пониски буџетски вредности, што апсолутно е пропорционално и на квалитетот на културите представи, и јас тоа сум свесен за оваа работа. Меѓутоа, ќе работиме сосисходно со можностите кои ги имаме, така да тие позначени манифестации ќе бидат организирани со пониски буџетски средства и ќе запазиме традицијата на оноа што се вика одржување на фестивали, негови колонии, културни манифестации, фестивали, имаме некои детски фестивали, млади ликови уметници, познатата ова колонија, Пеперутка од албанскиот младински дел, каде имаме млади таленти за пеење, пејачи, и тамбурашките живувања кои ги имаме во минатите деценија, ромската труба фест, како што се организира
и некои манифестации кои кажа пропорционално ќе ги поддржиме. Тоа е некаква наша стратегија за ова културна година, за ова културно лето, како го кажа. Што се десува на второто прашање, сакам да изтекнам Ѓордечко Ќорше е нашата голема желба. Меѓутоа, неколку пати сум дискутирал на ова тема. Значи, ние имаме направено изведен проект, значи, конкретиран проект, со сите фази, со предмет пресветка, се она што е за опишување сабрање. Единствена пречка е Комисија за експанзија на градба не го уште дозволува да го делува земјиштето. Имаме неколку ургенции до Комисија за експанзија на градба, меѓутоа одговорот е да треба да ги решиме некои собственички прашања, имаме 250, 300, дошто, за да не бидам сватен, квадратни метри површина која не е собственост на РАМА. За да се реши таа работа, не може да бидеме со експроприација, бидејќи луѓето сакаат некаква компензација во објектот, што е можеби и лесно решлива работа, меѓутоа за да имаме до таква ситуација ние треба да имаме дадено трајно користичко право на тоа земјиште за да се распише тендерска поставка, односно да се издаде дозвола. И сега тука иде маца поред тебе, тоа се врти 4-та година. Тоа на жалост е нешто што трпат граѓаните на Куманово, немаме добар административен дел. Мора да ви информирам дека општината ради немање на простории овие денови се зема под закуп простории во Стар Козјак, неколку канцеларии кои ќе мора да ги користиме бидејќи немаме места каде и сами знаете дека немаме простор каде треба да ги вршат нашите служби своите активности. Така да овој објект, значи овој проект за административна зграда и така го важен проект од него получили прво од функционалност неговото значење да направиме добра администрација, а второ и естетскиот дел на градот. Сакам да ви информирам дека тука е Верче Лазаревска, дека сме во завршна фаза со елаборати, односно процедура за склонопадни објекти, тие објекти кои се склонопадни во најскоро време, во ова лето, јас мислам дека колешто ќе бидат тргнати. Сите тие за кои е поведена поставка за склонопадност, се надевам веќе ако сакате вие може да дадете целосно обавестување за тоа. Така да, ние на некој начин ќе имаме расчистување позиција, ама подпошување на објектот додека не го добиеме решението на експанзија на Комисија за експанзија на градба, така да не можеме ништо да преземеме во натамошна поставка. Ви благодарам на вас, градоначалник. Дали советникот е задоволен со одговорите? Поделете грешка. Да, благодарам. Во име на шестиот пријавен, колегата Ашмет Османовски. Благодарам, председателе. Почитувам градоначалник, почитувани советници, почитувани присутни. Ова прашање го имам поставено 2013 година, имам добиен одговор дека ќе се реши за 6 месеци, помина 4 пати по 6 месеци. Се работи за местноста викана Блатно поле, тогаш ми беше кажано дека во рок од 6 месеци ќе се именуваат улиците во тој дел од градот. Помина 4 пати по 6 месеци, улиците се уште не се именувани. Дали тие жители да очекуваат дека ова година ќе се именуваат улиците каде што живеат? Тоа е првото прашање до секторот. Второто прашање е до градоначалникот. Почитувам градоначалник. Ова ви е трет мандат. Дали ромската заедница треба да очекува до 2017 дека ќе имаат еден работен ром во општината, независно дали ќе биде тоа работување од хигиеничар па до раководител на сектор. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, проверете градоначалник. Секторот за дейности.
На ова прашање, на првото прашање ќе одговори Лингелан Спасовска. Повелете. Благодарам, председател. Значи, ние работиме интензивно на именување, не на именување, него на нумерирање на улиците кои што се наоѓаат во локалитетот Ладно поле. Колку што имам информација од случајната документација е готова, меѓутоа уште текстуалниот дел треба да се доработи, така да колку стигнеме на една од наредните седмици ќе ви бидат доставени материјали. Благодарам, повелете ви началници второто прашање. Добро, ова е прашање постојано се поставува околу вработување проценти за стапеност. Ние ги гледаме малку со поинаква диоптрија од вас. Имаме во овие 90 години запослено сигурно над 60 се роми со решение, така да јас ќе делувам ромите во другите заедници на една позиција, на друга позиција, таму каде има апликација нивна за определени работни места, со определени структури, знаења, професионални ангажмани, односно способности, така и правиме адаптација. Имаме доста шефови, раководители, шефови на определени места, позиции, така да продолжиме во таа насока. Ако мислите на општината, имаме запослено на времено работување ова администратор што е за превод. Мислам дека на скоро време ќе добијам некаков статус на работник, така да таа работа ќе биде во таа насока и така ќе се организира. Ви благодарам, градоначалник, повелете, колега. Учитувани градоначалник, не сум задоволен од вашиот одговор. Јас не прашав во јавните предпријатија што ги имате на Коприч и Лопата и во јавното предпријатие чистото и зеленило. Прашав во општинската администрација дали има вработен рок и дали сте во план во некој нареден период до 2017 година да вработите рок. Ви благодарам, повелете. Па јас мислам дека ти силом и не носиш лопата и не правиш снег, не видиш снег. Ви благодарам. Следен пријавен за советничко прашање, колешката Ивана Арсјановска. Повелете. Благодарам, председател. Бидејќи градоначалникот веќе даде одговор во врска со санација на дупките на улиците. Мене ме интересира дали ќе се предземе нешто да се изградат нови и реконструираат постоечки патеки за пешаци, односно тротоари, и за велосипедисти. Бидејќи дел од улиците немаат тротоари и граѓаните се приморани да се движат по сообраќајните ленти, а дел од улиците кои имаат, истите се оштетени, ископани, подигнати од корените на дрвјата кои се наоѓаат во непосредна близина и се делумно непогодни за движење. Тоа е моето прво прашање. Второто прашање се однесува до јавното предпријатие чистото и зеленило. Значи, дали се размислува да се преземе нешто во врска со селекција на отпад? И дали се разгледува можноста да се започне со распределба на органски и неоргански отпад, секако во соодветни корпи и контейнери, со што и самото предпријатие би подобрило својата работа, а на граѓаните на Куманово би им пружило подобра и современа, а секако и еколошки оправдана услуга. Ви благодарам. Ви благодарам на вас. Повелете, градоначалник. Да, точно е, тротоарската инфраструктура не е на високо ниво во градот, поради први причини, како и многу пати до сега, особено во централното градско подрачје, имаме таква сообраќајна инфраструктура која е затечена од некој период кој што зборувавме и многу е тешко да се решават програмните инфраструктури проекти во една таква дадена состојба. Што се десува до тие постоечки тротоари, ние во моментот имаме подпишан договор за поставување на мегатон на неколку позиции на места каде има оштетување од корени, од дрвја, подигнати асфалт и така руинирана пешачка инфраструктура. И тоа во овој период, затоа што се селскиот период ќе биде некои позиции се регулирани. Така да,
некој дел ќе биде заштен, меѓутоа мора да го истекна моето разочарување од она што се вика сообраќајна култура наша. Ако појдеме по град, да видиме дека на 70% површини пешачки има паркирани автобуси, камиони, тешки возила, штепели и така. Јас сега дадов задача на службите да носиме некој решение за забрана. Сега, кога се усогласуваат службите, значи комуникација меѓу двата сектора, како да стои во таа одлука за забрања на паркирање на тешки товарни возила, автобуси на пешачка зона, односно на пешачка инфраструктура, зашто на некој начин ќе се ублажат таква ситуација во однос на постоечката пешачка инфраструктура. Да се размислува за октомврска револуција, за спортска сала, таму каде е на место на пешачка зона, пешачка инфраструктура има паркирано стари камиони, некои други штепени, некои тешки возила и така натаму. Се надевам дека ова работа ќе биде рачистена во најскор временски период, ќе донесеме една таква регулатива и на тој начин ќе од една страна ќе овозможиме да се ослободат овие пешачки зони, а на друг начин ќе ги натераме собствениците да организираат паркирни места на определени зони каде ќе стојат овие возила. Не може да секој што ќе купи камион да го става тоа на булевар, на улица или автобус и тоа дава прво една грда слика, а друго нема функционалност на пешачката зона. Тоа е со однос на тротоарите. Се надевам дека ќе имаме поправка, тоа е видно ќе биде во наредните регулации. За чистота, Сашо. Поведете на збор директорот на чистота. Благодарам, председателе. За прашањето за справување со отпад, чистота може само делично да одговара, односно да размислува за оваа работа, бидејќи со регионално управување со отпад, значи со одлука на влада, со донесени закони за управување со отпад, отпад ќе се третира на регионално ниво, каде што во случај на Куманово ќе биде дел од Североисточно-плански регион, каде што ќе биде формирано регионално предпријатие. Сега во која насока ќе се движи зависи од третирање на отпад. Ако има горилник еден начин на третирање на отпад, бидејќи тогаш ќе ни треба многу повеќе отпад за преработка, односно за обработка на тој отпад. А ако се врши со селектирање на отпад, каде што тој дел од отпадот ќе се селектира па ќе се обработва, тогаш ќе биде друга насока на организирање на целиот процес на третирање на отпад, односно за управување со отпад. Како ќе се реши и како ќе се донесе одлука, тоа не зависи од јавно предпријатие Чистота и зеленило и во едниот и во другиот случај кој учествуваме во процесот. И мислам дека насока која ќе биде изберена, ние ќе бидеме спремни да одговориме на сите дадени задачи и јавно предпријатие Чистота и зеленило ќе наставува во нив. Значи, не е во нас клучот на одговорот на ова прашање. Ви благодарам, штован директоре. Дали колешката е задоволна да одговорите? Да. Ви благодарам и на вас. Следен пријавена е колешката Христина Клинич. Имате за разправите. Благодарам, председател. Почитувам градоначалниче, два пати ме прашувам, исти прашање, сега пати ме прашувам. Кратко и јасно. Дали овие 2 години што не ви остануваат, иначе до 2017, сте во можност, дали планирате и дали имате финансиски средства да ја завршите канализационата мрежа на Тромеда и градот што остана во целост? Во второ прашање, дали се планира некаква реконструкција на училиштето во Наслав Игор Гричковиќ? Веќе знаеме во какво состојба е тоа училиште, бар некоја замена на прозорци, реконструкција на тоалети, средување на училишниот двор. Да, Игор Гричковиќ. Благодарам. Ви благодарам на вас, поведете регулацијата. Предпоставам дека во вашето прашање има некои предвидувања за 2 годишни мандат. Јас сакам да ви информирам дека канализацијата во Тромеđе е ставена во Светската банка, односно инвестирање од ДМРД.
И на моје жарење од 3 милиона 500.000 кои постојано се зборува, сега се реализирани 160. Денеска со молба, со хука, со бука, со бука, успеавме наводно да се денеска распише речица. Уложиме некоја сериозна сума во експроприација, како информација би ве замолил, како виден истакнат член на вашата партија која на централно ниво, да ги информирате дека експроприација во Тромеѓа е завршена, проектна документација е крени, да ги замолиме, ако треба, да бидат кооперативни, да ја пуштат у процедура во јавна набавка овој проект кој е негде 600.000 евра од ЕФРД. Ако не се сликаат, дека сечат лента, ќе биде пријатно пред изборите, меѓутоа верувам да има направено нешто. Бидејќи нашата информација е во ова насока, бидејќи таму кредитот се сервисира на годишно по федерални партии, сите овие проекти кои ги дадовме од овие канализационни инфраструктурни проекти се застанати под аспект што од тој кредит на годишно ниво партијата за април е потрошена така 2016 најверојатно ќе не играат нешто си. Тоа е состојбата со тој канал. Тоа се средства определени од ЕБРД за команда. И ве информирам, од 3,5 милиона 160.000 се потрошени. Останатите, ние ги завршиме нашата работа, експроприација за речица завршена, за Тромеѓа е завршена. Значи, чекаме на стартна позиција на комисијата, која главен збор има представници од Транспорт и врски министерство. Што се однесува до основното училиште, ние имаме намера да правиме особено во објектот на образованието, проекти за енергетска ефикасност, за санирање на тоалети и не ви кажам дека 4 проекти се во тек. Се надевам дека во наредниот период ќе имаме шанса да аплицираме за уште некои проекти. Особено има значение овие имат мултиетнички карактер. Знаеме дека Тромеѓа е преtežно населено со српско население. Тука ќе имаме некои приоритети, се надевам дека ќе успееме да и ово училиште го вклучиме во овие некои проекти, каде општината учествува со некои проценти до 30%, како што е со барашавање, како што е со религија рада, како што е со 11 септомври, како што е со Баџа Милодиновци горе економско училиште, каде 9 ученици правиме. Значи имаме неколку проекти, како што е со мостот за Киро Бурнас. Така натаму, значи едно 5-6 проекти кои администрацијата успеа да во завршна фаза сме во распишување на постави овареdo да ги завршиме тие проекти. И како информација дека во сите тие проекти уште да учествува минимум од 20 до 30%. Ви благодарам, градоначалник. Дали колежката е задоволна? Не сум задоволна, не што да кажам повеќе. Меѓу 3 милиони, едно време ми рековте дека 3 милиони нема да стигнат за канализациона мрежа. Сега велите дека 3 милиони, значи се сосема доволна. Не знам дали ќе стигнат, дали нема да се това. За Мико Тришковиќ ме праша, па не му одговорите се планира реконструкција Мико Тришковиќ или не? Значи, ни кажавте за други училишта, за тоалетни, за други економски Ви благодарам и на вас, само ќе дадам мало појаснување во делот на она што значи советничко прашање и логичност на појаснување на поставување на одредено советничко прашање. Значи, колеги, ние ја гласаме развојната програма и секако дека ја гласаме и истата оди на реализација. И ние може да поставуваме прашања согласно развојната програма и она што е предвидено со истата. А да поставуваме хипотетички прашања, на хипотетички прашања се даваат и хипотетички одговори. Што би било, кога би било. Така да мислам дека кога поставуваме прашања од делот на реализација на проекти во делот на инфраструктура, треба да ги поставуваме прашањата конкретно од онаа што значи развојната програма во општината и тогаш ќе имаме многу по-конкретни одговори. Повелете го началник. Во прилike и мојот одговор ќе беше тако,
Јас како информација, тука е Момчило Јовановски, мислим да го знаем. 500.000 евра е оној дел што треба да се доводи. Момчило, отприлike, мислам дека цената на тој проект е околу 500.000 евра. Никогаш не е било збор за 3 милиона евра за канализација на Игорничко и 3 милиона евра е одобрено за купен габарит на 8 или 9 проекти од ЕБРД. На жало, 4 година поред, 130 и 161 отприлike подпишувани. Ви благодарам, градоначалник. Следниот пријавен е колегата Драган Петковски. Поведете, колегата. Благодарам, председателе. Почитувам градоначалника, штовани колеги советници, медиуми и секретарни присутни. Факт е дека во последните неколку години инвестициите во нашиот град се сведени на минимум. Од различни причини. Бројот на реализирани проекти може на прсти да се изброи. Уште повеќе загрижува фактот дека квалитетот на сработеното е на многу ниско ниво. Како само да се брои во реализација, а колку ќе трае и какви ефекти ќе има, воопшто не е важно. Едно од ретките работи кои се водат како направени во последно време е подпорниот зид и тротоарот на делот на улица 3 Македонска левна бригада. Не случајно велам, само се водат како направени. Ако сте имале прилика да новиот пеш да поминете по овој тротоар, јасно ќе ви е зашто. Тротоарот е направен од бетон плочки кои се толку лошо наместени што одењето по нив е со голем ризик за оној кој пешачи. Сигурно, сите што минуваат таму си поставуваат прашање од типот. Кој е изведувачот на овие работи? Кој е надзорниот орган и дали на изведувачот на работите му е подпишано дека е завршил работите? Дали изведувачот дава временска гаранција за завршената работа? Дали инвеститорот платил за вака квалитетно извршената работа? Моето прво прашање до градоначалникот би било: дали мислите да превземете нешто по ова прашање и дали нешто се повика на одговорност за неквалитетно извршената работа? Поминаа 10 години и веќе наблегуваме во втората половина на третиот мандат од Косто градоначалник на Куманово. Што е направено за овој период и дали можело да се направи повеќе е дискутабилно. И секој го гледаме од своја. И се сложиме сите дека бројот на капитални инвестиции е минимален. Ако треба да наброиме што е направено во Куманово во последните 10 години, сигурно ќе спомнеме. Дел од булеварот Октомврска револуција, дел од булеварот 3 Македонска левна бригада, кејот на реката Кумановка, укрениот пливачки басен. Моето прашање би било кратко и едноставно. Дали некоја од спомнатите капитални инвестиции е завршена и има технички прием? И ако нема, дали до крајот на третиот мандат барем една од нив ќе биде завршена? Благодарам. Ви благодарам и на вас, почитувам колега. Поведете градоначалник со одговор. Ова, значи, политички одговор, што го дадете не е прашање, вие беше повед во тоа како сега да представите ликот и делот градоначалникот. Разбирливо, вие сте трезивна партија, имате сериозни пречки сега и нормално е дека треба да правите кампања. Меѓутоа сакам да се запрашате како лидер на партија пред сето на власт. Зошто е ово Куманово? И да дајете одговор пред граѓаните, а не констатации за едно злословство што се врши на граѓаните на Куманово целиот години. И да имате грижа на совест, зашто се пред Кумановец, а после член на партија. Ова што се врши на Куманово, овакви субстандардни услови на граѓанско општество е она што максимум направи Куманово за този период. Што се однесува до вашиот политички говор, ќе дадам само цинјани одговор. Затоа, кога ќе идеме на дебата, ако имате грабно да се прави на дебата, ќе излеземе и ќе изборуваме што значи граѓанско општество, што значи децентрализирана власт,
што значи методи на она што сакате да го представите Куманово како град кој на жалост и мимо сите тортури ја добива добрата движение. Она што спомнате за Трета Македонска, кој помиот ЗТ направи, е пуштено добрено од неколку причини. Првата основна причина е да се заштити појасот на тој колокос, бидејќи таква е состојбата на теренот, која во еден период предвидуваше едно слегување во таа насока и бевме приморани да го направиме тој подпорен. Тој подпорен пред се има заштита уфа. Значи заштита уфа. И тоа што е функција на право. Она за кој констатирате со право констатирате, е резултат на она што е резултат на слегување на земјиште, бидејќи таму имаме пугеници, значи еден дел од земјата која е висината на 4-5 метра долу тежок кој е заидерна и е нормално набивање во такво тесен простор да створи такви неравнини кои најверојатно по ово ваше прашање ќе биде повикан изведувачот за да си коригира на негова сметка она што е утврдено како гаранција во карата. И тоа е така. Значи мора да знаете, зидот е пред се заштитен од аспект што мора да биде во таа насока така поставен и таква е конфигурација на теренот. Што се десува до сите овие проекти, не се заврши. Имаме позиции кои не може да ги завршиме за другата прашање. Бидејќи не е направен целосно кеот од разбирани причини материјални и пред се има правни. Тоа е исто состојбата со Трета Македонска, бидејќи имаме некои полиста каде може да направиме патна пешачка инфраструктура за да дадеме технички види. Базенот на моја радост, на ваше жалење ќе биде многу брзо пуштен употреба и ќе немате више можност за пародии и скечеви на вашите помладици што прават циркузијари во град, меѓу да се смеат пред владата на таа шампита од влада, да се смеат тука на меморијалниот проект што ќе биде во Македонија и ќе биде многу скоро да не пуштен. Ви благодарам на вас, поведете. Благодарам, председател. Значи, ме обвинивте дека со прашањата вода политика. Меѓутоа, мој впечаток се надевам на сите други дека политика се вашите одговори. Ја да прашам конкретно за тротоарот на улица Трета Македонска ударна бригада. Подпорниот зид не го не спомнат. Дали имало потреба или немало? Тоа е неспорно дека имало потреба. Дека е добро што е направено подпорниот зид. Ја сум спомнал дека тротоарот е лошо направен и тоа може било кој кој што ќе помине тамо да види и да се увери во тоа. А дека требало да се направи подпорен зид, тоа не е спорно. И не знам зашто го спомнувате. Благодарам. И благодарам и на вас, поведете да довршим. Прашањето ви беше на место и одговорот ви го дадов онака како што значи проблемите во едни такви дублински набивања на земјиште и мислим дека кој се бави со мнозина разбирливо. Меѓутоа, уводот до прашањето ви беше преполитички. Благодарам и на вас. Одиме на 10-тиот пријавен за денеска, тоа е колегата Мирослав Стојановски, поведете колеги го преслушаме. Благодарам, председателя. Почитувам градоначалник, советници, представници на градови институции да знаат. Имам денеска да поставам две прашања до градоначалник. Првото моје прашање се однесува на стандардно прашање, што веќе неколку пати го поставам на овие советнички прашања. До кога во Куманово ќе нема јавен тоалет? И кога ќе се изгради?
Сведоци сме дека во последно време летната бавча во хотел Кристал е претворена во јавен тоалет од невидени размери. Сите таксисти и сите тука што оперираат оние преподавачи на девизи, не знам се кои не, сите се свртени таму и таму вршат мала, голема нужда, не знам што друго. Значи ова е срамно за Куманово. Срамно да немаме јавен тоалет, да може секој како граѓанин на Куманово да изврши таа физиолошка потреба. Моето второ прашање произлегува значи од сето она до сега видено и кажано, а и на оваа седница истакната од градоначалникот. Значи сведоци сме дека во Куманово ништо посериозно не се гради и не се прави. Изговорите дека за се криви тендерите и она што Советот не ги прифаќа нашите тендери, а не се запрашуваме дали ние искрено знаеме да ги подготвиме или направиме како што треба. Мислам, не навлегувам во таа проблематика, меѓутоа изговорот е дека тендерите не се прифатени и поради тоа не се гради. Мислам дека во овој момент на градоначалникот ова во потполност му одговара. Зошто го велам ова? Ова го велам затоа што тендерите да се одобрат, општината, драги мои, че нема финансиски средства да ги заврши работа. Во тоа сум убеден во потполност. Значи во овој момент неприфаќањето на тендерите на градоначалникот во потполност му одговара, бидејќи општината нема средства. Моето прашање е дали имате правено анализи до кога овој финансиски колапс на општината кога ќе заврши? И дали има шанси во догледно време нешто во Куманово да се направи во овој поглед? Да излеземе од оваа финансиска криза и да можеме нешто на граѓаните на општина Куманово да им подариме и да кажеме еве, у третиот мандат од градоначалникот Зоран Дамјановски, ова остана во наследство на граѓаните на Куманово. Благодарам. Ви благодарам на вас. Поведете прво. На двете прашања се обидам да дадам некој одговор каде за ова работа во некој време некој има големи одговорности. Како е време и како се објавува вистините за тоа како се суди во Македонија и какво судство има. Имаме такви и прашања и одговори. Ние секојдневно добиваме нови пресуди со енормни големи цени. Сега разберете, имаме пресуда од апелација во наша корист за некој излиен подлог во која бил некој медицин, некои делови и така натаму, и добиваме пресуда од апелација, луѓето на наша среќа, тоа бил албанец судија кој нема присуд. На ревизија, мериторна пресуда 150.000 евра. Да му се плати. Какво судство добро? Добивме нова пресуда за опостен суд за пат од стотка, рајтна насоба Карпус 500.000 евра блокада. Имаме на основачот на ВМРО, што е по први редови ветеран, 1.900.000 евра пресуда за еден жалкарник во село Ова. Значи, ако ги запише добро целите, ќе биде јасно за каква сума е оштетена општина Куманово. И пазите, имаме првична проценка и пресуда 24.796.000. Дали не се прашувате од чии пари се надокнадуваат жителите на нашите села? Дали не се прашувате дека за една таква работа бачно 2006 година bude уште предоказателно? А овдека коматно 3,5 милиони евра ни се блокирани, а да не зборувам за односот на Министерство на финансии. И втора работа, исто таква пресуда. Ние имаме план да направиме јаден тоалет доле во оваа зграда, да биде за употреба на целиот град. Ние години и пол дена со диха да не може да ја намориме да го исели човекот што диво е вселен, односно човекот што нема никаков договор со оваа институција.
Една времена мерка одбила, друга времена мерка, апелација, не апелација, ние година и по дена, а човекот е ваш член и е запослен од ваша команда во институции на државата. И сакам да истина, не може да градите перспективно општество, додека овој град го гледаме како најценна политичка точка во Република Македонија. За какви проекти ќе збориме, кога на сметка на парите на граѓаните се трансферира во некои други правци. Меѓутоа, се надевам дека крајот е близко. Вистината ќе покаже кој суден, кој донесол судови, какви пресуди се диригирани и како е водено целото општество. Благодарам. Ни благодарам на вас. Поведете, колега. Па вака, делумно сум задоволен, делумно не сум задоволен од одговор. Мислам во ова прилика сега да го метнуваме судството, да не ги бараме фината и грешките во нашите собствени редови е трагедија. Трагедија. Значи, ние, уствари вие, од локалната самоуправа како градоначалник, прво, за тоа што ви паѓаат пресудите на суд таму, не треба да го обвинуваме судството. Треба да обвинуваме некој друг. Значи, некој друг кој во вашата локална самоуправа не си ги завршил работите како што треба. И за тоа ни паѓаат пресудите. Мислам дека си фрламе прашина во очи. Јас разбирам дека револтот ви е голем, бидејќи ви одземаат голем дел од финансите средства. Меѓутоа, договараме одговорот на друга страна, не во судството. Мислам дека така треба да разгледуваме и да, како совесни чинители во овој град, да ги разгледуваме овие прашања како што треба. Благодарам. Што се однесува до јавниот тоалет, сега јас не знам каде е таа локација и зошто е тоа така, бидејќи не сум запознан, меѓутоа може би сме избрали погрешна локација. Не знам, стварно не знам, значи не тврдам, меѓутоа може би сме избрали погрешна локација. Може би треба побараме некоја друга локација ако таму е спорно. И ако таму не може да се реши 5 години, значи ние ќе треба да чекаме да се разврскат 5 години. А преку потребно е јавниот тоалет. Благодарам. Благодарам и на вас. Добро, како реплика, делумно сум управо, делумно сум управо, ваша позната реторика, и да сега да ви кажа. Не знам кој е крив. Ако 2007 година имаше пресуда 27 милиони да има 96 милиони на некоја обновена поставка, значи има извршна пресуда 27 милиони, исти го. Вие се сами спитате кој ги прави да ви работи. Дали правиме одлушка на душите што ги бараме во еден друг правец. А тоа е вистина, ние сме со сардисани од ова работа. Имаме втора работа. Ние сме најнезадолжени општина. Сем овие судски пресуди стари по 30-40 години. Да ве информирам, нема општина во Македонија која е под владение на партијата на централна власт на централно ниво, кој нема добиено обврзици, кредитно задружување и така натаму. Ние немаме 6 години баре имаме за обврзици за кредит, а нас не ни дава по разни основи согласност, за да може да инвестираме нормално и да се разложиме. А пази, општина Кармош има 20 милиони, покажемо негатива, на него му дава 4 милиони кредитно задружување. Мене тоа не е јасно. Која е оваа политика фискална во оваа држава? Вие треба да ги објасните на граѓаните во период што следува, зашто ова се случува на този начин. Благодарам и на вас. Следен пријавен за прашање колегата Тони Трајковски. Благодарам. Благодарам, председателя. Ова што ќе ви кажам сега, 80% од советниците го имаат кажано повеќе пати. Значи, врз основа на законот и вашите изјави, а во име на Советот и градоначалникот на општина Куманово, вашиот брак го прогласувам за заклучен и полноважен. Зошто го кажувам ова? Салата, покрај тоа што е преполовена за потреби на леп, во момент еден штекер работи, нема клима. Другата клима работи, нема штекер.
Би ве прашал, кој е задолжен за и околу овие технички работи, за хигиената во самата сала, дали е тоа на администрацијата, т.е. на некој од секторите воопшто, или не, едноставно ми интересира, бидејќи луѓето прашуваат и доаѓаат сега на овие жешти испокини и оние што седат таму и колегите и матичарите, значи едноставно се осеќаме непријатно. Тоа е едното прашање. Второто прашање, сведоци сме со среќа, верувам на сите дека задоволни што женскиот ракометен клуб влезе во Суперлига. Знаеме дека предминатата година истиот клуб од Суперлига го вративме во прва женска лига. Дали овој ракометен клуб ќе го рачунаме за наш понос, дали планираме и како планираме да го финансираме. Ова нека биде прашање за председателот на Сојуз на спортови. Дали ќе останеме на оно што го договаравме 3-2-1, 3 кошарка, 2 машки ракомет, еден дел за женски, или што планираме со овој наш буквално смислен збор спортски клуб. Благодарам. Ви благодарам на вас, проверете на вас. Што се однесува до салата за венчавање, управо сте има некои технички проблеми, повикани се сервисери, констатиране дека треба да се промени климата, мислам дека скоро време ќе биде промената, се надевам дека може да е завршена поставката метра. Што се однесува до скучениот простор, се надевам дека после раселување на ова поширување, бидејќи јасно е дека ние сами сте сведоци, просторот не е може да функционира во малку габарит ова општина. И ако шируваме со земјани по закупка еден простор кој е во близината на земјата спортско стадион, дека ќе биде адекватно и адаптирана за намена за која беше. Беше принудно така направено. Што однесува до финансирање на овој спортски клуб, сме го финансираме и ќе го финансираме. Желбите на луѓето што го водат женскиот ред се малку поголеми од нашите можности. Се надеваме дека ќе имаме, како и во кошарката, и во некои други спортови и некои спонзори кои ќе ја подржат ова иницијатива. Така да, ако имаме можност да го подржиме во габаритот во кој е можно да се бидејќи да се работите малку по измешани, значи Суперлига изискува поголем фонд на средства со зајакнување и на типски капацитет. Значи тоа не е само како сегашни ратна макета, треба да се прачи играчки и така натаму. И тоа ќе треба да има малку поголема финансска подршка, што во моментот ќе се договори да видиме кој ниво е на таа подршка. Бидејќи имаме искуство, ние продолжиме да радиме до Суперлига 4 години, па потоа имаме релативни падови на тоа. Исто така беше со машкиот ракомет, кога влегоме во второ поле на секаде на ЕГФ. И мислам дека тоа се начини на подршка на врхунскиот спорт, меѓутоа за тоа, ја користам ова говорица, апелирам до бизнес сектор, од реалниот сектор, да даде малку поголема подршка во спортот. Законот за спорт нешто дозволува малку некои бенефити, меѓутоа не се проводи, за да можеме да водиме успешно паралелно некој спорт. Ние имаме реализација на 60% од програмата и замислите 10 друштва, 15 спортски друштва имат некаква подршка од фонд, кој е, да кажеме, 1/10 од фондот на една сериозна општина спорт. Ево, видите. Ви благодарам градоначалник. Колегата дали е задоволен. Благодарам и на вас, поштувани колеги, видите, јас сум 12 пријавени последен за пресување на советнички прашања, ми сакам повторно да прашам дали има други кои сакаат да се пријават да постават советничко прашање на оваа седница на Советот. Ви благодарам.
Почитуван градоначалник, моите две прашања се однесуваат. Едното, веќе полувременски период е актуелна тема во градот, се работи за средното општинско училиште, кај што наставата се одвива на албански наставен јазик, сместено во локација на поранешна управна зграда Зик Куманово. Знаеме дека општината правеше разговори со надлежното Министерство за образование, се изнајдува соодветни решенија да истото биде дислоцирано во поранешната касарна Христијан Тодоровски капич. Во меѓувреме, Советот донесе неколку одлуки, но донесе и одлука за отпишување на постапка за измена на детален урбанистички план во рамки на самата касарна. Моето прашање, дали конкретно можеме да очекуваме оваа година дека овој проблем конечно ќе се реши и истото училиште ќе биде дислоцирано во Христијан Тодоровски капич поранесната касарна, со оглед дека во теке пауза, сега се годишни одмори, ученичците не одат во школа, па може би ете во септември, доколку се инволвираат сите релевантни чинители, да и овој конечно проблем во нашата општина и за нашите ученици, но и за граѓаните кои што живеат таму биде надминат. И што се однесува до второто прашање е прашањето по однос на спортските терени кои што се лоцирани над Соколанскиот парк, а кои што во моментов на користење ги има средното техничко училиште, кои што се достапни на граѓаните кои што живеат во непосредна близина да ги користат истите, но за жал доаѓаат голем број на реакции од граѓаните кои што живеат во нивна непосредна близина, бидејќи на истите локации веќе неколку пати се лоцира од нивна страна на недолично однесување на младите и злоупотреба, тоест појава на девијантни појави од делот на дилање на различни опојни средства и така натаму, па се до невидени вандалски чинови кои што се случуваат во доцните вечерни часови. Прашањето на граѓаните е дали може да се преземат активности да истите спортски терени се оградат како што беше во минатото, се постават врати кои што ќе бидат контролирани од лице кое што работи во објектот, тоест во училиштето. Во моментот имаме два прилази, едниот прилаз е покрај ученичкиот дом професор Мијалковиќ, другиот прилаз е исто така отворен во самата непосредна близина на местната заедница Бајрам Шабани и во моментов тој простор се користи од страна на НН лица за ширење на одредени девијантни појави кои што се случуваат во тој дел на градот, конкретно кои што во делот на онаа што значи наркоманија во градот, значи секојдневно е присутно на овој терен. Ви благодарам, поведете. Целосно информирање за процедурата за сами прашања. Знаете дека има многу застаноци, случајно Министерство има отворена процедура. Јас за првото прашање кажам дека нема условен момент да биде дислоцирана, бидејќи техничка можност за таа работа нема, разбири пише. Прво, не е завршен процедурата, а второ, за да дојде до препрдање на тоа училиште во комплексно и касана, треба инвестиции која е посериозна инвестиција. Значи, треба да биде инвестиција и од ресорното министерство, а се надам и општината тука ќе влезе во целата финанска конструкција за да биде до крај решена на целата проблематика, па се проблемот да биде затворен. Така да немаме теоретски можности да го ова прашање затвориме. Добро би било ако успееме ова година да го почнеме процесот, за да дојдеме до некоја фаза каде би можеле во текот на наредната година или со почетокот на наредната учебна година да го заокружиме ова многу значајно и многу полно прашање за учениците во гимназијата Самуил Фушинов.
Мирија, вие ќе кажете за поставката како да биде. Повелете ли да вам се Благодарам председателя. Значи градоначалник кажа дека оваа година не постојат никакви услови за дислоцирање на споменатото училиште. Од едноставна причина што ние пред 3 месеци мислам дека донесовме одлука на Совет за почнување на иницијатива на изготвување на детален урбанистички план доставена до Совет од страна на Министерството за образование. По усвојување на иницијатива од страна на нарачателот требаше да се достави нацрт план со кој што требаше да отпочне процедура на донесување на истиот тук. До денеска не е доставен таков нацрт план и мислам дека во наредниот период истиот тешко ќе биде доставен до Советот, затоа што одредени законски промени има кои што не дозволуваат да се изготви овој детален план токму за таква намена каква што правеше Министерство за образование. Ако ќе биде епилог на сето ова, ќе видиме претпоставувам од септември, доколку не дојде до некои измени во самиот закон за просторно планирање, како би се дозволило со оваа измена да се продолжи понатаму. Ви благодарам и на вас. Повелете ли за нас? Добро, за второто прашање е една делна тема која ја дискутираме и со граѓаните од местна заедница и со директорот на училиштето. Се работи за еден проблем што за мене е од најубавите објекти направени во изминатите години, меѓу неуспешните мои објекти, еве тоа е најубавите објекти, тоа е по констатација на многу спортски работници во Македонија, затоа е многу често домаши на атлетските олимпијски првенства, школски одбори и така натаму. Што граѓаните од предел на градот не водат многу сметка за да го заштитат спортски комплекс. Имаме, како што кажете, во вечерни часови, журки, дружби, сега се цигари на самата партија Стара Рештетува, правата во средината на спортскиот полигон исто така е драстично штетена, оградата е исечена. Имаме една конкретно неодговорност на определени групи на луѓе кои се наоѓаат во градот. Јас инсистирам да се зајакне, сакам, знаете, се зајакне обезбедувањето, меѓутоа ние во средствата немаме определено можност за допуски некои вработувања, ние да се согласуваме за таква работа, а да организираме обезбедување на тој дел. Исто така треба да имаме согласност на соответно со буџетска подршка на тоа училиште. Да се надевам дека Ирена ќе направи сега со промена на ребалансот, кога ќе правиме септември или ова, ќе вклучи некоја ставка во однос на тоа да можеме прво да го заштитиме, да ја поправиме оградата и пристапната патека, бидејќи е затворено. И да ставиме некои средства за некоја на школата, за обезбедување некоја агенција која на некој начин колку толку ќе го штити тој објект, бидејќи имам сознание дека особено во пролетни и летните периоди таму се користи како полигон за такви друштва, како што каже председателот. Што ми е жал, заради тоа што е стварно е убав комплекс кој беше гордост, кој изминатите 5-6 години, како бидејќи многу напревори се одржуваат и еден од најуспешните спортски колективи во моментот, не е тука Тори Трајковски, е атлетскиот клуб, бидејќи има најголем број на освоени трофеи и медали, кои исто така е подржан по Српија. Ви благодарам, градоначалник.
Првенствено моето размислување одеше од аспект на заштита на останатите терени кои што се над училиштето, тоа се терените за кошарка и за фудбал. Бидејќи овие појави генерално се случуваат во вечерните часови, кога луѓе со возила влегуваат на самите терени и тука всушност се случува билањето на опојните средства и други, како што наведуваат граѓаните. Секако дека ова е пријавувано и во МБР, но граѓаните сметаат доколку општината го реши тој проблем со тоа што физички ќе ги огради овие објекти, би можело да се надминат овие проблеми, а тоа се две капи, две пристапни капи и да се изинвестираат. Но во секој случај поддржувам иницијативата која што дојде како резултат на вашето инвестување. И благодарам, поштувани колеги, поштувани присутни, градоначалник, представници на јавна администрација, јавните предпријатија, представници на медиумите. Со тоа констатирам дека дневниот ред за денешната седница е исцрпен и пред да ја затворам седницата, поштувани колеги, би сакал да ви информирам дека во месец јули седницата ќе се одржи на 1 јули, среда 2015 година, додека во месец август редовната седница исто така ќе се одржи на 26 август, среда 2015. Напоменувам уште еднаш, да не дојде до недоразбирање, бидејќи до сега искуството е лошо од делот на она што значи закажување и презакажување на термините за седниците. Овие термини се фиксни термини и нема да бидат значи пролонгирани од аспект на тоа дали некој од колегите советници е пристоен или не е пристоен. Ви благодарам за денешната седница. Имајте убав ден.